Деновиве тука во Карпош 2 се врши дислокација на соларниот колектор. Може ли да ни кажете за што служеше до сега овој колектор и каде ќе се дислоцира и зошто ќе се дислоцира? Колекторот во Карпош 2, негова основна намена беше напојување со електрична енергија на семафорите на улиците Никола Тесла и Орце Николов. Функционираше беспрекорно, но поради изведба на приватен објект на самото место, овој систем мора да се дислоцира, бидејќи влегува во градежна зона. Семафорите ги префрливме на електрична енергија, тие сега се вратени во функција назад на улици патишта, они сето тоа го изработија перфектно, а нашиот колектор ќе го дислоцираме во паркот Делфина. Која ќе биде неговата намена во паркот Делфина? Самиот колектор има моќност околу 5 киловати. Значи, со самата дислокација паркот ќе биде напојуван независно. Значи, ќе бидеме дел од електричната енергија ќе се намали во отприлика 5 киловати, кој што ќе биде меѓу првите паркови во Македонија кој што ќе има ваков независен систем на соларна енергија. Освен колекторот, тука се работи и на нешто друго, може ли да ни кажете за што станува збор? Во истата градежна парцела се наоѓа и неколку столбови за улично осветлување кои што при изградбата ќе сметаат. Самиот инвеститор поднесе барање за дислокација и нашите екипи се на терен моментално и работиме сето тоа да се тргне од таа градежна парцела. Нема да има прекин на електричната енергија, значи ние ќе го способиме системот да функционира беспрекорно, така да граѓаните ќе имаат улично осветлување константно. Колку време ќе биде потребно за сето ова да се направи сега што го кажавте? Еве, како што гледате, моментално екипите работат за дислокација на уличното осветлување, значи тоа ќе биде завршено за ден-два, додека во паркот Делфина колекторскиот систем ќе трае малку подолго, бидејќи треба да се наместат нови фундаменти, треба да се демонтира системот, да се монтира, значи некаде планираме крајот на август сето тоа да биде во функција.